Гајда, тамбура, кавал, инструментите чиј звук најавтентично ја отсликува македонската традиција и историја, но во комбинација со безпрекорни женски вокали и убавата народна носија, се е доволна мотивација и инспирација за нашето минато. Студентите од одделот за етнокореологија од класата на магистер Горанчо Ангелов има едночасовен концерт во Виница, направија одлична промоција на факултетот. Покрај традиционалните инструменти кои што имавме можност да ги презентираме ова вечер и да ги видите, се изучуваат традиционалните игри, значи оној практичен аспект, меѓутоа и научниот аспект, односно научниот аспект и за народните инструменти, научниот аспект за народното пеење. Се разбира дека тоа го опфаќа програмата на овој оддел, што значи за нас како држава овој оддел и воопшто појавата на ова, би рекол, традиционална музика која што полека но паѓа во заборав. Тоа значи дека ние на еден можеби скромен начин ќе допринесеме малку по малку да се врати оно што едно време било главен двигател на свадбените веселби, на други обредни веселби, значи со тоа што ние се трудиме максимално, значи да го зачуваме оној традиционален фолклор кој што постоел во минатото и до оној момент до кога не почна да се изменува, односно од поединци да се искривува. Меѓу студентите и од повозрастните генерации кои сакаат и научно да го сознаат инструментот кој им е секојдневна преокупација. Јас свирам тамбура, како што рече професорот, еден од попознатите македонски традиционални инструменти и сакам да кажам дека кога дојдов прва година на факултетот не знае воопшто никако изгледа там, нели сум видел, сум гледал, но за овие 3-4 години еве можам да се пофалам дека веќе имам своја тамбура, запознаен сум за инструментот, како изгледа, како се свири и веќе слободно настапувам на концерти и концертираме. Инаку одсекот за етнокореологија работи веќе неколку години во рамките на факултетот за музичка уметност од Штип и има 40 на студенти од прва до 4-та година. Со своји концерти македонскиот изворен вид го има представувано и пред бугарска и австрийска